Изминатиот период темелно и прилично суштински навлеговме во проблемот на гасификација, односно изградба на дистрибутивниот систем за гасификација на домовите и индустријата во Република Македонија. Во тој процес на таа темелна анализа учествуваше стручна и експертска јавност во Македонија, па и пошироко можам да кажам. Исто така учествува и носители на јавни функции, како што кажа Александар. Прилично интензивно и динамично се состанувавме и го анализиравме пазарот на енергенсите како во регионот, така и пошироко, кој што морам да признам е прилично динамичен процес, се менува на дневна основа, а ние не сакавме да брзаме со решенија кои што понатаму можат да влијаат негативно во развојот на самиот тој процес. Како резултат на сите тие анализи, како резултат на целокупната перцепција на гасификацијата како во регионот, така и пошироко во Европа, ние одлучивме да направиме одредени измени и од технички, меѓутоа и од суштински карактер во самата процедура на изградба на гасификацијата во Република Македонија, односно изградба на дистрибутивниот систем за природен газ на целата територија на Република Македонија. Предпоставувам, запознаени сте дека како рецитив на оние претходни постапки, територијата е поделена во 3 региони: Скопскиот, кој што е нумериран како број 1, регион 1, понатаму источниот и западниот соодветно со 2 и со 3. Или во целост можам да кажам станува збор за целата територија на Република Македонија. На вчерашната седница на владата на Република Македонија донесена е одлука за започнување на нова постапка за објавување на конкурс, односно јавен повик за изградба на оваа дистрибутивна мрежа на природен газ на целата територија на Република Македонија со одредени измени. Кои се тие измени во овој момент можам да соопштам неколку, меѓутоа во некои од наредните обраќања кон јавноста, односно наредните пресконференции ќе додадеме, откако формално ќе разберете ќе поминат на некои од наредните седници на владата. Во овој момент можам да соопштам дека процесот, односно периодот на концесија на јавното приватно партнерство е зголемен од 20 на 30 години. Понатаму цената на приклучок која што ќе се однесува на граѓаните, она што е најважно, понатаму е намалена, односно ќе биде од 100 која што беше предвидена соодветно на претходната физибилити студија на 80 евра за приклучок, останатите трошоци ќе бидат вклучени, односно како субвенција од страна на владата на Република Македонија. Има уште неколку квалитативни подобрувања, опфатени се сите општини, како во Скопскиот, така и во останатите региони, соодветно поделени 1, 2 и 3. Сите овие подобрувања кои што ќе бидат и од технички и од економски аспект гарантираат дека процесот понатаму ќе добие една поинтензивна динамика, односно ние сме сериозно убедени врз основа на интересот кој што постои како во нашата држава, така во регионот и пошироко, дека ќе најдеме приватен партнер кој што понатаму ќе вложи, или партнери во зависност од тоа дали ќе имаме различни во 3 региони, кои што понатаму ќе вложат во самиот процес на проектирање и изградба, односно граѓаните на Република Македонија ќе добијат поконкурентен, еколошки чист енергенс да ги затоплуваат своите домови, односно да го користат во секојдневниот живот.